Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска најави дека ќе продолжат инвестициите во изградбата или реконструкцијата на водоводната и канализационата мрежа во целата држава. Тој посочи дека преку Европската банка за обнова и развој се обезбедени околу 59 милиони евра, од кои досега се искористени околу 20, а останатите им се ставени на располагање на општините. Досега се целосно завршени 23 проекти, некои се во тек, и се очекува општините да аплицираат за преостанатите средства кои што и составени на располагање на Република Македонија за изградба на водоводни мрежи и канализациони мрежи. Жалам што дел од општините што се под раководство на СДСМ обструира, односно не поднесува апликации за користење на овие средства за некои населени места од нивните општини, каде што цена дека заради политички причини треба да ги казнат граѓаните. Тоа не е добар пристап, тоа е прилично лош пристап, затоа што градоначелник што ги казнува граѓаните ќе биде подоцна казнет од граѓаните. Кога ќе дојде време за тоа, односно кога ќе дојдат нивните 5 минути, кога ќе дојдат изборите. Таков е, например, примерот во Куманово, во Романовци и во Пчиња, каде што Министерството за транспорт има обезбедено средства за водоводи, за канализациони мрежи, за се друго што е потребно, но и покрај сите апели, покрај сите молби до градоначалникот и од страна на граѓаните, и од страна на владата и министерот за транспорт, градоначалникот не доставува проект, не доставува барање, дури и на понудата да му биде помогнато и за проектот не се одзва. Затоа што токму во тие населени места тој ги губи изборите. Тоа е лошо. Следниот пат ќе ги изгуби 3 пати повеќе ако вака продолжи. Вакви ситуации покрај Куманово има и на други места, каде поради политички причини не се користат средствата кои се нудат.